Постои голема опасност да се урна делови од црквата во манастирот Трескавец која потекнува од 12-тиот век. Над зидовите има големи пукнатини. Фреско живописот пак буквално се распаѓа. Цели делови од него паѓаат на земја. Иако лани кон крајот на годината се направи одредени зафати за превентивна заштита на црквата, сепак тоа не е доволно да се спречи понатамошното уништување на објектот. Процедурата оди премногу бавно. Оваа слика во манастирот постои веќе со години, а државата е само нем наблюдувач на оваа катастрофа. Навистина е жално тоа што црквата Успение на Пресвета Богородица во манастирот Трескавец успеала да опстои околу 1000 години, а сега во 21 век ние дозволуваме таа да се распаѓа пред нашите очи. Потребна е итна интервенција на надлежните институции во државава за да се зачува ова не само македонско, туку и светско културно наследство. УНЕСКО го прогласи Трескавец за еден од 100 најзагрозени споменици на културата во светот. Црквата е навистина во многу лоша состојба. Тоа не е наша констатација, тоа е констатација на World Monument Fund од Соединетите Американски држави, кој што заедно со УНЕСКО во 2004 година го прогласија Трескавец и црквата како споменик на културата, кој што е од светско значење и се наоѓа во опасност, односно World Heritage in Danger. Така да од тоаш поминаа 14 години, а не можеме да се пофалиме дека баш нешто е сработено во црквата. Од Заводот и музеј Прилеп вела дека во тек било формирање на тимови кои ќе работат на проектот за конзервација на црквата. Тој проект требало да се изработи оваа година, а дури од наредната да се распишат тендери за да се започне со конзервација. Тука се инволвирани повеќе инстанции, и државата, и одредени стручни лица, од суета, од други причини, значи објектот беше свесно запоставуван последниве години. Значи ние години поминавме, фрлавме пари на други објекти, незначајни, а црквата, знаете вие и самите, бисер на Балканот е и оставивме свесно да пропаѓа и живописот и самата црква. Во иста состојба се наоѓаат и старата трпезарија и магреницата, и тие потекнуваат од 13-тиот век. Инаку во манастирот српската фирма Кото интензивно ги гради опожарените конаци. Проектот е вреден околу 2 милиони евра. Започнавме со работи кои се во крајна фаза, како молтарисување, поставување на електричната енергија, водоводот. Се зида со камен, кровот е скоро готов. Според динамиката планираме да завршиме со градба оваа година. Сепак најважниот дел од манастирот, црквата, не може повеќе да чека ниту минута. За да се спречи катастрофа, потребно е побрзо реализирање на проектите, а не како досега.